Објективно мора да се пофалиме дека ово утро имавме прекрасна музичка програма, особено ми се допадна песната која беше пред оваа емисија, California Dreamin', една песна со пацифистички карактер. Би рекол, песна за некои други времиња, за некои други војни, но некако историјата се повторува и се чини човештвото не изгради метод како да ги стопира овие, како да ги кажам, дегенеративни појави во колективите. За ова во македонска конотација, ово утро разговарам со Никола Србов, историчар, правенствено по научно звање, по образовно звање, но и добар познавач на политичките прилики во Македонија. Србов, еве ќе почнеме со историскиот дел. Што може да научиме ние за овој спор со Бугарија кој го имаме од историјата? Кога почнува ова, што нас денес ни се случува? Сега ќе ги разгледам и тие политички состојби кои се во нашата земја, понудите за декларации и така натаму, но каде е генезата? Кога почнува овој проблем кој ние денес го имаме и сега не блокира нас за да влеземе во Европската унија и да ги почнеме тие преговори? Најпрво, здраво, фала на поканата прв пат сум ке тебе во вашиот медиум. Ке нас е проблем што историјата реално има голем удел, барем не само ке нас туку воопшто тука на Балканот и во Европа. Има голем удел во сегашноста и во иднината. Значи многу работи зависат од самата историја, од тоа што се случило и влечат корени. Конкретно за спорот со Бугарија, ако го разгледуваме сега систематски, тој потекнува од втората половина на 19-тиот век, односно од создавањето на бугарската држава. Од тогаш е всушност проблемот помеѓу македонското прашање и бугарското прашање. Ако се враќаме уште наназад, мислам дека нема потреба, тоа се тие црковни борби, прашања, која црква треба како да се конституира црквата во тогашно Османлиска империја. Како што веќе јавноста знае, биле оформени две цркви, тоа е екзархија и патриаршија. Денешна Бугарија екзархијата си ја превзема целосно како своја црква. Тоа било всушност црква за словенското население на територијата на Балканот, во склоп на Османлиската империја, и од тука започнуваат тие заплети, преплети помеѓу македонскиот и бугарскиот народ со создавањето на црквата. Во тој период знаеме дека во склоп на црквата е целовкупното општествено живење на еден човек. Гоце Делчев бил екзархиски учител, значи образованието, клучната алка во едно општество било во склоп на црквата. Тогаш обичниот човек требало да бира во која црква треба да оди, и не е само црква како денеска што ние восприемаме црква каде што ќе оди ќе се помоли на литургија, туку поголем дел од неговото живење било врзано со црквата како институција. Да, затоа што во Османлиската империја на малцинствата, како што е нашето малцинство, па и бугарите биле нели малцинство, па и србите, и грците, и сите нивните права преку тој милет систем им биле давани преку црквата им биле давани. Добро, но сега објективно, барем според мене, би требало да признаеме дека при создавањето на Македонската револуционерна организација, добро, на она што ние го нарекуваме денес ВМРО, иако името подоцна го добило, Бугарија не представувала некој голем непријател, туку сосем спротивно, голем дел од нив биле интелектуалци кои живееле по Софија, па имали поддршка, голем дел од генералите на бугарската армија кои биле македонци како Протогеров, апсолутно биле дел и од ВМРО. Немало тогаш омраза и кочење и негација како што има денес. Знаеш како? Сите држави на Балканот, пред да се создаде државата, например Бугарија пред да се создаде, Левски и Ботев, нели тие се нивните најголеми имиња во нивната историја, како е нашиот Гоце Делчев, например. Фудбалски клуб Левски нели има,
Ја мислев дека е клуб, уствари тоа било некој бугарски револуционер. Да, теме најсветлата точка во нивната историја, човекот работел од Србија. Значи во Србија има создавано базата и од Србија навлегол во Бугарија. Ботев има работено во Романија. Од Романија со чети навлегувал во Бугарија, кој ги кревале тие априлски нивни востанија. И сега по аналогија на денешнава тема помеѓу Бугарија и Македонија, ние би требале да кажеме, значи априлското востание било поттикнато од србите. Или било српско востание. Или дека Левски и Ботев биле се срби. Така. Значи по истава логика, ако Гоце Делчев е бугарин, тогаш Левски и Ботев се срби. Така. Ми се допаѓа ова симплифицирање на работите. Мора да ги упростиш работите за да ја сватиш денешнава ситуација во која сме. Ако Левски имал прилика да работи во Србија и оттаму да делува со својата земја и да крива востание, а Ботев од Романија, така македонските револуционери имале прилика да работат во Софија и искористиле таа прилика и работеле од Софија. До тоа многу е просто и многу едноставно луѓето од тоа време барале каде имаат можност да ја обавуваат својата дејност за она што сакаат да го направат. Без турците да ги малтретираат. Да, без турците да ги малтретираат, нели? Сега се случува што се случува Втората светска војна, многу е јасно тогаш какви се политичките прилики, нели Бугарија таа историска своја желба за Сан Стефанска Бугарија пробува да ја искористи, дури никош не ни заживеа. Само не ја нацртале, негде исто како мапава на голема Македонија со Тасос што е. И таа никогаш не се десила. Знаеш интересно што никогаш не ни била замислена како бугарска држава Сан Стефанска Бугарија, туку била замислена како голема словенска или сесловенска да ја кажеме држава. Подоцна Бугарија таа превземаат како своје чедо. Тоа е руски проект. Да создадат свој сателит на Балканскиот полуостров. Во Втората светска војна Бугарија се обидува да реализира дел од таа романтична своја и влегува нели во Македонија. Ние тоа го нарекуваме окупација, тие го нарекуваат администрација, но де факто тоа е. Нивни војници дошле овде, убивале наши партизани сакале да се ослободат, имале помош од Комунистичка партија на Југославија и на Македонија, некако успеале да се ослободат најмногу благодарение на тоа што германците сами си отишле. И на крај Македонија некако доаѓа до некаква ситуација, случајно, не случајно, како проект, се случува јајци, Македонија станува држава. Потоа се случува јасно. Во почетоците на македонската современа држава, која датираат 45-та како дел од Југославија, Бугарија пак не прави некои големи проблеми. Тогаш го имаат Ѓорги Димитров, кој инаку македонец пореклом, има школу у Скопје, средно мислам, Ѓорги Димитров, го носи неговото име на бугарски председател. Ѓорги Димитров ги дава кошките на Гоце Делчев да дојдат од Софија, не знам зашто не се експонира во Скопје, каде што сега им се поклонуваме ние. Бугарскиот председател лично, комунистички председател ги дава тие кошки. Заедно со добар број на архивска граѓа, значи писмо од Гоце Делчев, архивата од Илинденската организација која функционирала во Софија, све тоа комплет носат во Македонија заедно со коските. Дури истиот тој Ѓорги Димитров, кој ние го гледаме позитивно, во Бугарија не баш, таму го сметаат како предавник, се залагал и Бугарија затоа што таму има многу македонци, сметал дека има доминантно македонска популација во Бугарија, треба да стане дел од Сојузна Федеративна Република Југославија заедно со нивните браќа од Вардарска Македонија. Тоа некако пропаѓа, тоа е симнат од власт, под руско влијание повторно доаѓа Тодор Живков и пак се враќаме на старата демагогија. Повторно македонски народ не постои, повторно не постои. Се надевам дека добро некако ги симплифицирам историскиве настани. Зошто наеднаш од тој пријателски однос кој го имаме на почетокот по крајот на Втората светска војна, по таа црна епоха и за Бугарија и за нас, особено за Бугарија затоа што беа на погрешна страна, ние немавме страна де факто, но најголем дел беа антифашисти луѓето во Македонија. Зошто се случува тој свич од една позитивна политика пак да се вратат во негација и обид за... Види, тоа повеќе би го извор на бугарска политика, дека го посакуваат тоа, бидејќи навистина е голем проблем колкав е бројот на население во Бугарија кој има потекло од Македонија. Ако реално така ја погледнат бугарите денеска работата, ќе има сериозен проблем во својата држава. Значи, огромна маса на народ има потекло од Македонија. Тоа е број 1. Број 2 конкретно за тој период.
Треба да знаеме дека Југославија била конституирана како еден вид на тампон зона помеѓу истокот и западот. Југославија имала таква функција и како држава функционирала и постоела додека имало потреба да биде тампон зона. Кога прекина, кога падна Берлинскиот зид, се распадна и Југославија, нели? Бугарија беше припадната на источниот, источниот блок. Немаше више знаеш кога се договараат две големи светски сили, да речеме у тој период, СССР и Америка, не можеш ти тука на Балканов да се прекројуваат преска како што спомна да биде вклучена Бугарија во рамките на Југославија. Тоа е само еден сон и на Тито бил тој сон, нели? Едноставно ќе се наруши балансот на силите на Балканот и токму заради тоа мора да постои некаков конфликт за да може Југославија како тампон зона помеѓу истокот и западот да биде одржувана. Затоа имавме и неврзаните и затоа имавме целата приказна околу Југославија. И многу амерички пари се историја. И амерички пари, тоа е проект, буквално проект за одржување на стабилност и баланс на Балканот. Добро. Сега Бугарија под Тодор Живков пак иста песна од претходно, пак македонци не постојат, пак се тоа бугари, па тука со делот тие например еве на Љупчо Нешков новинарот, познатиот бугарски новинар, оној што му правеше интервју на Заев кога ги кажа оние не знам што све не каже, една историја дека имаме еден народ и така натаму. Неговиот татко потекнува од Македонија, се вика, мислам дека беше Темелко Нешков. Татко му е избеган од Југославија затоа што бил сталинист. Бил контра политиките на Тито, инаку комунист убеден, задоен и бега човеков во Бугарија, Темелко Нешков. И сега неговиот син е најголем антимакедонист и вика македонци не постојат, нели, преку неговата новинарска дејност. Но кога ќе ги симплифицирате сите тие работи, сваќате дека тоа едноставно било идеолошка политика на коминтерната, односно на источниот блок била пробувал преку одредени елементи да навлезе во Југославија преку Македонија. Па значи пак ќе се вратам на тоа старото. Тие политики кои биле воспоставени, значи по Втората светска војна, значи таа да речеме поставеност на силите во овој дел од Европа не може да ја нарушува било кој, дали е тоа председател, не знам, као што спомнавте Димитров или за време на Живковизмот или Тито. Значи едноставно тие луѓе се дел од играта. Биле поставени така како што биле поставени и немаш голем простор за маневар ти да искачаш од рамките во кои си поставен. Така да тука јас многу тие идеолошки борби дека постоеле, дека не знам нешто луѓето правеле. Не, геополитички русите им рекле дај правите бели таму. Едноставно така си ти поставен на таа географска позиција која е многу клучна и битна за овој дел од светот. Немаш многу простор за маневар. Тоа е суровата вистина кај се распаѓа Југославија. Се прави суверена и самостојна Македонија. Тука предничи нели ВМРО со нивните идеи, но тука и мора да признаеме дел од денешното СДСМ кои се бореле за остајување во Југославија, сакале две химни да се свират и така натаму, и некој совршен баланс има направено во тој период Киро Глигоров кој ги избалансирал некако работите на еден елегантен, фин начин, без војна, без судири, некако успеавме и се осамостоивме како земја. Помеѓу првите држави кои го признаа осамостојувањето на Македонија е Бугарија. Зошто? Што е нели сме бугари? Не, вака значи признавањето на Бугарија е првенствено мислејќи дека на тој начин ќе не одделат од Србија, дека сме биле заедно со србите толку многу време. Токму тоа е играта на Бугарија што први ја признаваат независноста на Македонија. А они, иначе до ден денеска, не негираат нас државата и државност и самостојност, туку ни го негираат идентитетот. Они како да објаснам, подалеку се до ние територијални претензии. Да, они викаат вие сте втора бугарска држава. Вие сте втора бугарска држава, ние признаваат самостојноста, државноста, само ни го негираат нашето постоење како посебен народ. Мене ова ми е многу, како да кажам, шизофрено. Зашто ти на некој
би му ја почитувал државност, ако сметаш дека е ист народ со тебе, тогаш би требало, граница само не дели, ајде ја укинеме да бидеме една држава, ако е така. Или пак, јас имам една ситуација со еден бугарски европарламентарец и подпредседател на Европскиот парламент, во еден разговор вака приватен, тој ми вика, знаете како, ние сме Велика Британија, вели, а вие сте Америка. Нормално, ја му вратив, па добро, ние од секоја сме биле американци за вас. Нема никаков збор, али сега, како може да кажеш дека они биле Велика Британија, ние сме биле Америка, кога Америка нема идентитет етнички? Тоа им е целта, значи тоа е целта дека американскиот идентитет нели дека е произлезен од британско. Не е точно. Тоа е нивната приказна, нивната глава, таа е приказната дека тие се стариот остров, нели изворот, а ние сме новата творба. Токму заради тоа. Логично новата творба е поголема. Па сега малце ги измешал работите, ама и навистина мене тоа државноста не вие негираме, ова ви негираме. И сега добро, трае. Тука пред се мислам дека не многу провладува тоа, мислејќи дека на тој начин ќе не одделат од српското влијание, бидејќи во Југославија се биле околу 45 години заедно. Многу е тука испомешани бракови, луѓе и култури и најголемата тенденција е тоа да се оддели. Да ви кажам искрено, дури на крајниот исток од Македонија, оние што се на граница со Бугарија, ако проверите во оние телерейтинзи, ќе видите дека поише се слуша Грант и ДМ Сат од било која бугарска телевизија. Тоа е више делот на пропагандата, каде што српската пропаганда е навистина најмоќна на Балканот. И опфаќа најголем број на жители, мислам. Да, но знаеш која е разликата? Успешна е, премногу успешна српската пропаганда во денешно време. Но ние во Македонија не е дошол никој да ни каже слушајте, гледајте српски телевизии. Целта на пропагандата не е да те натера тебе насила да го гледаш, тоа туку да те привлече да го гледаш. Еве сега, например во 19 век, во 19-тиот век, бугарската пропаганда била најмоќна. Токму преку екзархијата која спомнавме. Преку црквата. Денеска српската пропаганда е најмоќна преку турбофолкот. Преку турбофолкот и опфаќа најголем простор и најмногу жители. Знаеш, од културолошка гледна точка ќе сватиш колку на полошо дошле работи. Веќе има од црква на турбофолк како пропагандна дејност сме се симнале, ама па има туку уште една димензија. Еве сега ќе ви кажам, ја кај мене на телевизија имам дома 350 канали, тој најголемиот пакет. Имам сигурно негде околу 7-8 канали што се бугарски. Сигурно, по тоа што гледав. Таа БНТ сега што ја уведоа, овие ги има сите. Никогаш не сум се фатил себе си да гледам тоа. А ХРТ, Хрвати кај се тамо, далеку, ни граници имаме, ниту пак и религиски сме различни све. Најчесто дома кај мене гледам ХРТ. Ме разбира, а никој не ме натерал ХРТ, нема врска со Србија, тргаме на страна и турбофолк и Србија и све као да не постои. Поише гледам ХРТ, од што гледам бугарска телевизија. Истото кај сите важи. Југославија, да, оставила свој белег. Но можеби па не сме толку културолошки слични, знаеш, со бугарите. Пример, храна која идам да јадам, во Бугарија храната во ресторани е многу различна од тоа што сме ние. У Словенија е послична со наша. А културата не е само јазикот, ни само обичаите. Добро, може да се навлегуваме во некој друг дел. Знаете како, и тоа со Југославија што се кажува дека многу долго се живеело, тоа се колку 45 години, така? 45 години, 50 години. Ние сме 30 години независна држава. Што значи горе доле ќе се изравниме како независност. Ја кога имам 40 години ќе бидеме рамно. Колку Југославија толку да. Ќе бидеме рамно. Па не верувам дека толку може да влие тој заеднички живот во денеска ти што гледаш хрватска телевизија. Ја у Македонија. Едноставно ја осеќаш можеби по-блиска, по-квалитетно направена. Подобра пропагандата едноставно можеби од другите држави. Ја немам умрак. Не е наметлива. Значи многу е важно нешто да не е наметливо. Ти ако гледаш бугарска телевизија, може да начекаш на бугарска телевизија како ти кажува дека ти не си македонец. Не, најакото што сум го начекал. Нема да го гледаш тоа. Доле пише бугарска народна песна. Некоја гледа македонска. Не македонска. Иде препев на песна од Гоце Арнаудов, ново компенува на македонска. Значи не збориме сега македонска Море Сокол пие или тие што не знаеме ни кој им е автор ни ништо. Збориме за песна направена 2005 година. Да.
Дали чекаш стара мајчице, некоја таква. И сега они зимаат македонска песна, ново компонирана, ја препејуваат и ти вика тоа е бугарска песна. А препеа или Бисер Балкански ја имаат препеано, човече. Да, што е од 90-тите години. Што исто е ново компонована песна. Знаеме кој е авторот, не знам, жив ли е, скоро ли почина, како беше. Знаеме кој е автор, кој е отпел, све знаеме за песната и они викаат не, ова е бугарска песна. У Хрватска джибони такво нешто не направил вајда, не знам. Тоа е начин на политика која имаат избрано и затоа е воглавном неуспешна таа политика. Значи создава конфликти. Не може никогаш ти да доближиш два народи доколку тоа што денеска он го не само од минатото туку и од денешницата го представуваш како не македонско, како бугарско, создава конфликт и сме на оваа ниво на кое сме денеска во односите со Бугарија. Веќе не е само прашање помеѓу политичките елити, туку веќе ке народот, помеѓу обичен народ си има создадена толку голема омраза последниве години, посебно од подпишувањето на договорот, каде што мислам дека ќе треба да поминат барем уште едно 15 на години за таа омраза да се смири. Тој договор повеќе внесе раздор, колку некако приближување на Бугарија и Македонија. На Бугарија и Македонија. Помеѓу обичните луѓе вие веќе имате нетрпение, социјални мрежи отвори, чите коментари и од бугарска и македонска страна. Огромен, да. Значи меѓусебни лични најдолни препукувања, нешто што сме го немале со другиве држави, иако ние машала сме имале конфликти. Не види се, со Бугарите и со имаме Грција и со Србија конфликти сме имале. Генерално проблемот на интернет со Бугарија почнува со проблемот на создавањето на интернет. Ние што го имаме, значи јас се сеќавам прв пат ставив интернет, па не знам дали бев пето оделение, значи ви зборам ова е сигурно пред минимум 15 години, можда 16 години, прв пат ставив интернет, тогаш он не тушти имаше оние дома што се логираш на Windows XP, ставам интернет, да, имаше 2-3 сајта, иди види, Мотика, овој као беше оннет на трендо и тогаш беа популарни блогови, многу. Тоа денешниот Facebook, И беа многу поквалитетни. Да, беа поквалитетни тогаш. Мада и Ненад Јовановиќ беше блогер, така што истото остана. Кој ќе се присетам баш и не биле нешто многу поквалитетни, може така ни се чинело, знаеш? Некојаш историската перспектива подетални беа. Подетално сега некој ќе рече абе многу беше и у Југославија убаво, он чекал ред за Црнлеп. Ме разбираш, колку било убаво? Не знам, али дека постоеше. И уште у првите денови на интернет, за кои сум сведочел, јас се сеќавам дека ние се каравме со бугарите. Првите денови на блог ти доаѓа бугар и ти пише толкав текст. Вие сте ова, вие сте бугари, Гоце Делчев било. Сега конкретно за овој дел, за интернетот на пример, Бугарија има државна политика како да го уредува тоа. Значи, за работа на Википедија организирани се преку државата. Нешто што е забрането за преку Википедија, многу малку се зборува кај нас за тоа. Они имаат армија од луѓе кои се вработени под државни институции или кои земаат пари како плата од државна институција. Единствена негова работна задача е да седи на интернет и да пишува. И на Википедија да замара дека Гоце Делчев дали на Википедија да пишува. Вака малку бенигно изгледа, но е многу важно бидејќи таа Википедија подоцна ја чита целиот свет. На англиската Википедија, кој сакате револуционер, отворете го, македонски, ќе видите дебата дали е бугарски или македонски. Кога го чита тоа некој американец, мислам, знаете што му доаѓа. Кога сме кај Википедија морам да се... Да, некој на Википедија англиската пишува дека Гоце Делчев е бугарски револуционер. Тоа е државна политика организирана. Затоа што ни замараат ептен за тоа. Сега ќе ви кажам за Википедија, јас што имам направено една така компарација, пошто кај нас за све се користи Википедија и на запад тој проблем, иако тоа секој може да го уредува. Кога студирав, на еден колега наш, така не многу прочуен со својата интелигенција, му дада да прави семинарска на тема Голи оток. Нели, затворот што бил во Југославија, сега ја ми текна дека викам сигурно овој ќе копира од Википедија и додадов дека Амди Бајрам лежал на Голи оток. Верувате, и се од Википедија си го прифатија тоа. Човеков на семинарска го напиша Амди Бајрам како човек што лежал до Гори оток заедно со други ромски активисти како Шабан Бајрамовиќ и така натаму, и малку се смеевме околу таа работа, но да, доколку сте англичанец
И доколку отворите кој е овој Гоце Делчев што се расправаат овие таму доле, ќе видите дека е бугарин. Не, знаеш како е, например, тука кај нас на плоштадот, сега ти да си англичанец и шеташ, гледаш споменици, прво што правиш, укуцуваш у телефонот името и презимево на револуционеров. Секогаш алгоритмот прво ја дава Википедија. Ти отвараш Википедија и читаш што пишува таму. Знаеш која збунка е тоа за еден англичанец кој стои во центарот на Скопје, отвара за најголем споменик некој во градот, Википедија чита дека е бугарски револуционер. Еве се има токму тоа име идејата на бугарите. Сега има нов овакво, значи отворив Гоце Делчев на Википедија англиска да видам, баш дури говоревме, вика Гоце Делчев бил Bulgarian Macedonian, значи бугарски македонец. Ова е сега некој нов идентитет. Bulgarian Macedonian, значи вика Гоце Делчев originally spelled in Bulgarian orthodoxy. Не, мене ова ми е Internal Macedonian, добро, тоа останала исто организацијата, ама какво е ова сега бугарски македонец? Да, фактите се исти. Остануваат фактите, се спори само идентитетот. Чекай, Тоа свери целата. Јане Сандански да го провериме. Сандански, да видиме дали Јане Сандански го имаат како бугарин или македонец. Добро. Исто и Јане Сандански е Macedonian Bulgarian Revolutionary. Што е државна политика на Бугарија. Да. И не е сега Википедија фативме, они значи на Facebook на македонски медиуми видите на фан страните на македонски телевизии колку бугари се активни, коментираат додека траат емисии, да, додека само вистина се многу. Да, додека се коментира било што, значи они постојано ти за да имаш ти такава армија на интернет мораш да имаш организирано, како што ви кажувам, под државна капа платено и тоа им е задача да седат и да пишуваат. Не знам дали знаеш, но многу интересно што нас многу не гледаат бугари. Сега сум проверил по колеги, пошто на YouTube ти дава статистика. Например, моја емисија негде 10-15% од гледачите на YouTube ни се бугари. Поздрав до нашите бугарски слушатели. Поздрав. И гледаш, ние немаме ништо против вас, али Јане Сандански дека бил Macedonian Bulgarian, тоа е малце проблематично. И сега што се случува? Во исто време, ако отидеш и ја видиш демографијата на чирилица на Миомир Марич у Србија, гледаш дека имаш 15-20% македонци што гледаат. У Македонија може да е најгледана политичка емисија да е на Марич, чирилица. Погледано од било кој у Македонија, например, оние што ги прават на Телма Мојава или на Алфа, на 24 вести, на сите, на YouTube да се случува да се помалку гледани од чирилица на Миомир Марич, таму кај што собира све и свашта од политичари до пејачи, прави некој интересен комплотна емисија, небитно, малце некарактеристичен за Македонија, но многу погледан од македонски емисии. Сега што сваќам јас? Бугарите не гледаат нас, ние не ги гледаме бугарите. Така. Бугарска емисија нема. Ние ги гледаме србите не гледаат нас. Дали се работи овде за некој комплекс србов? Некако они да се чувствуваат искомплексирано, нижа вредност од нас и не гледаат, чека да видиме што има таму, а ние де факто сме одамна искомплексирани на нижа вредност кон србиве и ради тоа да ги гледаме ми. Па не знам се, тоа треба некој постручен Ова е психологија да објасни, не можам, али најверојатно е тоа нешто такво што го кажуваш. Претпоставувам дека станува збор за тие влијанија, за инфериорност таква збор. Знаеш, кога на време во Sex Pistols што ги гледали идели у Лондон плочи да купувале, разбираш, или гледаме NBA, зашто гледаме NBA, тоа е супериорно нешто, тука го нема. Така немаш. Да, но сепак гледаш NBA кој доаѓа од Соединетите Американски држави, са тука збориме за Бугарија и за Србија. Да, ама ова на некој микро ниво гледаш NBA ради тоа што си импониран од NBA. Така, или Супербол, или Лига на шампиони у фудбал, македонски клуб не влегол никад. Али гледаш влијанието, ако емисијата на како го кажа, на Марич, ако има големо влијание на Балканот, ќе гледаме и ние. Така функционира нешто. Ама Бугарија не го гледаат толку. Па нема влијание таму. А кај нас има едноставно нема влијание, не пробива. Васко Ефтов ли, Латас ли, било кој има поголемо влијание у Бугарија? И па
некако е многу... Тоа е кругот. Тоа е кругот. Многу интересен ми е. Не можам да го дефинирам, знаеш што, пазарно не можам да го дефинирам, пошто гледам имаме од Бугарија публика, викам, дај бе да фатиме нешто да рекламираме бугарски производи, пошто не гледаат. Знаеш, може да влезеш као медиум на бугарски пазар да им рекламираш таму пасти за заби, не знам, некои продукти нивни. Така е, тоа е се до Бизнес моделот можеш да го прилагодиш. Така е, се е тоа до влијанието. Која држава врз, да речеме, која култура врз кој народ има подоминантно влијание? Нашата култура има врз бугарскиот народ подоминантно влијание. И сега чаре, За тоа се должи. ние сега се соочуваме, пак имаме блокада, опозицијата бара да се донесе декларација национална во Македонија помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ и сите политички партии во собранието дека Гоце Делчев е македонец и не е Macedonian Bulgarian, како што вика Википедија, и дека за Гоце Делчев треба да се има консензус. Па вака, Гоце Делчев ти е личност која мислам дека секој здраворазумен човек, иако јас и за претходни преговори што се правели со соседна Грција и со Бугарија, многу од тие работи воопшто ајде да не ги коментирам, не се заставање на листа камоли за подпишување, но веќе Гоце Делчев е синонимот алката, најважната алка во нашиот идентитет како македонец. Гоце Делчев Не можеш више да преминуваш преку него. Прв човек во химната, Гоце Делчев. Прв човек во химната, значи тој ти е, како да кажам, олицетворение на нашето денешно постоење и на модерниот македонски идентитет. Тоа е Гоце Делчев. Пред да се, еве ја ова го имам кажано на бугарен, он ми кјути. Пред да се создаде да се создадат Соединетите Американски држави. Америка била колонија на Велика Британија, така? Соединетите Американски биле под кралицата, како се викаше, Commonwealth. Тоа значи дека Џорџ Вашингтон, првиот председател на САД, имал британски пасош. Така? Бил државјанин на кралството Велика Британија. Зошто никој од Велика Британија денес не отиде и не им каже, слушај, Џорџ Вашингтон е британец, нема вие што да го славите. Или да го стават British American. Така, на Википедија се отвараш Џорџ Вашингтон и да пише British, пошто он кој се родил не постоела Америка. Исто како Гоце Делчев кој се родил и кој умрел, што не постоела Македонија, работел во бугарски институции како наставник, живеел во дел од животот во Софија, ама нигде не пише Џорџ Вашингтон дека е британец. Зашто пишува за Гоце Делчев? Па, тоа се тие претензии кои ги имаме тука на Балканот, наставно светот не функционира така како што функционираме ние тука на Балканот. Не сака не сака да покажува мускули и не сака да го понижи соседот. СРФ, зошто власта? Ке нас едноставно има таа потреба соседот да биде понижен. Зошто власта во Македонија не го прифаќа ова да се направи декларација за Гоце Делчев? Па претпоставувам дека веќе имаат некој договор кој сакаат да го подпишат. Пред договор има. Пред договор. Се спомнуваат тие тама, не знам, 5 точки, 6 точки колку биле кои сакаат да ги подпишат. И токму заради тоа не сакаат да влезат во еден ваков аранжман, наверојатно дале ветување или збор дека ќе го подпишат тоа. Токму заради тоа ВМРО ДПМН инсистира да се подпише за да не дојде до подпишување на нешто што би било предавство за Македонија и за македонците. Мислам дека целата игра е околу тоа. Има дадено ветување дека нешто ќе се подпише, иначе што би ги чинело да не подпишат во декларацијата, ако видите нема нешто таму опасно, многу безопасни работи има. Некои декларативни заложби за ликот и делото на Гоце Делчев, за негово чествување. Зошто да не ставите подпис на такво нешто, доколку немате веќе ветено дека имате преддоговор постигнат? Во Бугарија има и град што се вика Гоце Делчев, ако не се лажам. Имаат тука во Пирин, еден од градовите го имаат така. Прекрасно. Добро, имаат и Сандански. Да, и ние имаме Делчево. Едини град у комунизмот, Тито што не го носил, Делчево што го крстиле од Василево, Делчево, другите биле сите Титов град, Титов Велес, све, знаеш, комунисти рекле, слушај, дај претеравме со ова Тито, дај му на Гоце Делчев, и од Василево или како, и Царево село, се извино. Да. Од Царево село Делчево станува Делчево по Гоце Делчев. Ајбе, би имал ти проблема ако
Гоце Делчев е македонец, Бугарија сакаат да си го слават. Па ние немаме проблем, они што сакаат. Никој не им рекол, сега Сандански, македонскиот не може да го стои. Или Гоце Делчев. Проблемот не е да они што сакаат да го слават, нека го слават, кога сакаат нека Ако слават. сакаат да викаат дека но реално е проблем да тие честувања се прават овдека помпезно, официјално, со доаѓање, мислам, нема потреба од такво нешто. Во рамки на Бугарија може да слават сите наши револуционери, мислам, мене би ми било драго да ги слават. Но тие комбинации кои се правеа за заедничко честување, па тие тензии кои се случуваат на гробот на Гоце Делчев, наместо да му се оддава почит, туку се случуваат тензии и уште до физички пресметки да доаѓаат, навистина не личи на една современа држава. Мене ај Гоце Делчев и така, голем е политичкиот влог, пошто големо име тој е Гоце Делчев, па и сега има тензии, знаеш, они сакаат многу да постигнат. Мене не ми се јасни кога пробуваат да ја слават Мара Бунева. Значи, окей, Мара Бунева утепала таму некој у Скопје, што бил српски, што бил офицер, градоначалник, ама и тој бил никој ништо и Мара Бунева била никој ништо. Историскиот подвиг што го направила Мара Бунева не сменила ништо во историјата. Нито било она некој голем организатор, ниту па тој бил кој знае колку битен прелич, како се викаше. И сега настанот на Мара Бунева, они со каква помпа го славата, уствари ја ги гледав кога доаѓаат па со знамиња, па пеат, па панихиди прават тамо по црквите, по обезбедување, полиција ги чува, нашиот нели имаше со комитиве конфликт, па таблава ќе ја стават, ќе ја извадат. Ти сваќаш дека уствари настанот е бенигден, уз историска гледна точка, споредбено на се друго што случувало. Само што е символичен, бидејќи тој бил, нели, српската окупација, они најмногу нас не ги гледаме по телевизија, кажуваат кога зборуваме за бугарска окупација, обично е што се од Бугарија или Бугари од Македонија, што сака да се наречат, баш вчера гледав некоја дебата, вика зашто српската окупација не ја нарекуваат окупација, што што ти тебе гајле? Но тоа е наш проблем. Ама не е точно, ја нарекуваме окупација. Кој рекол дека не ја нарекуваме окупација? Историографијата. Ама србите не викаат дека не се десила. Па не викаат, па таде, они не викаат дека не се случило тоа. Еве сега ја читав. Значи, ние исто како што бугарската окупација ја кажуваме со тој термин окупација, така и српската нарекуваме окупација во историографијата, така е запишано. Кога сме кај српската окупација, ја читам во моментов веќе подолго време, затоа што е навистина важна книга Александар од Југославија од Вук Драшковиќ, книга која е за нели кралот Александар кој го има историско ВМРО убиено, по кои околности сега да не разговараме, но во самата книга Вук Драшковиќ, писателов, затоа што тоа е замислена книга, Александар Караџорџевиќ се кае за зулумите што ги направил во Македонија. Значи буквално таму не требаше така, направивме глупост со ова, луѓето ги подчинивме, требаше да им дадеме право, ние ги деклариравме као бановина, као јужни Срби и така натаму. Значи они сами себе си се критикуваат. Да. Ова е модерна. Бидејќи е замислена варијанта, си се критикуваат за тоа што се случило. Пошто се свесни. Али пропагандно они и сега ти македонец кој ја чита книга, вика и види ги србиве се каат, човече. Знаеш? Тоа е позитивна да наречеме пропаганда. Никад ја не сум чул српски историчар да рече Вардарска бановина немало окупација, тоа било ослободување, таму населението со цвекиња не четкаш или така натаму. Тука они едноставно гледат да не зборат за тоа. Знаеш, боли кјути се викаат сме направиле глупост. Да. А овие го негираат. И зашто ние не збориме за српска окупација? Затоа што никој не ја негира. Затоа што никој не ја негира и тоа се случило нели при самата поделбата на Македонија во Букурешт. Тие три дела се одделуваат. Тоа исто како да кажеме дека Егејска Македонија е окупирана од Грција. Разбираш? Или Пиринска од Бугарија. Ама ние во историографијата нарекуваме српска окупација врз Македонија. Другата приказна што нафрлаат бугарите дека немале што да окупираат бидејќи немало држава, значи правен субјект немало, не секогаш во историјата се толкуваат така нештата дека мора да има држава за ти да окупираш и тоа да биде официјална окупација. Палестина никогаш не постоела како држава, па денес сите окупација имаш ти народ, имаш идентитет, имаш цела култура која тежне има претензии од таа територија да направи држава. Кога ќе окупираш таа територија и тоа е окупација без разлика што не била формално правна држава. Македонија кога била окупирана од бугарските войски. Пред да се создаде Ирска, модерната држава Република Ирска, нели, не Северна Ирска, таа во Британија, они тој период го нарекуваат окупација, која била под Британија. Значи они тука
тука нема ништо спорно. Да. Нема Сега ништо во однос на Пиринска Македонија ја не сум имал можност да дебатирам, ама зашто тоа српското не го нарекуваме окупација, ја би ги прашала зашто па на српското се создаде држава Македонија, на бугарското не се создаде. Може поради тоа не го нарекуваме ние тоа окупација. Може луѓе се откажале, комунистичка партија се откажала да окей, нека биде ова независно, не може, сватиле дека не функционира како српска земја, сватиле. Они пробале, сватиле, не функционира како српска. Дај сега некако геополитички да ги окупираме кога не можеме вака директно воено и не окупираа геополитички сега културолошки сега си у Македонија поише се нервираат за Новак Џоковиќ од у Белград што се нервираат. Но тоа не е проблемот у нас, проблемот е тоа што тука имаш на Џон, а таму некој интелигентно работи. Тие се пропагандите кои ги зборевме преска, значи доколку се враќаме на почеток, доколку соодветно е работи својата пропаганда, колку нас и да не ни се допаѓа тоа. Ја на пример не сум баш љубител на пропаганди која влегуваат така на голема врата во Македонија, но едноставно ја работат по интелигентно пропагандата и ме успешна. Се покажува успешна во Македонија. А гарантирам дека помалку пари за Македонија истураат за таа пропаганда од Бугарија. Тоа со сигурност. Овие истураат огромни пари и пак немаат ефект. Нели книги ќе им даваа на македонците. Бугари се сеќаваш за тоа. Тоа е еден лик. Тој со председателот се слика, тој не е случаен лик, како се викаше, Кирил, Стојанов, не знам, Васил, не знам, некој име имаше. Дечко некој таму направил невладина организација, со председателот се види и он сега им дава на македонците книги за он да им ги отвори очите дека се бугари. Исто и Љупчо Георгиевски. Тоа е понижувањето, кога доаѓа некој ти вели, слушај, ти давам книга да прочиташ, ти не си тоа што си, туку јас знам што си. А ова е тезата на Љупчо Георгиевски. Љупчо Георгиевски он има кажано, ја бев македонист, нели он лупаше за Александар Македонски од 90. Беше за Александар Македонски, Љупчо Георгиевски, има видеа на интернет. Груевски нема ни еднаш не сум го видел за Александар Македонски да збори. Не на митинзи за Александар Македонски. За разлика од Љупчо. Сега, и Љупчо искачи и вика како станал он бугарин и он објаснува, вика ја почнав да читам литература за ова за она, голем дел од 2000-та наваму, нели, читал книги он и сватам читајќи дека е бугарин. Ја викам каква е оваа нација со прирачник што се учиме. Разбира се, ти читаш и викаш аха, чекај, јас сум уствари бугарин. Вајда нешто има со читање, како се станува тоа одредена нација. Дај боли некоја германска книга да читаме, па да сватиме дека сме... Тоа се неколку поединци кои можеме да ги не по медиумите, дека читали, дека на тој начин се осознале. Тоа стварно Љупче не знам како да го... На попис во Македонија има помалку од 200 бугари, така нешто. 200 бугари кои се сакаат да влезат во уставот. Зашо е причината? Еве гледаме на дебатни емисии за да можеле да се, пази, фалично ни е нас намеса на целото општество, за да можеле да се вработуваат под државни институции, да можело да се пишат бугари. Еве ти ја ќе ти кажам сега. Во уставот не се влезени ерменци, во Македонија сигурно има 500-600 ерменци. Има, да. Сигурно. Ја познам минимум 15 души што лично сум комуницирам со нив. Значи ерменци сигурно има 500-600. Бошњаци не се во устав влезени или се, не знам. Се влезени. Да, бошњаци се. Евреи сигурно има 400-500 евреи поише од бугари има. Значи ерменци има поише од бугари. Како се вика? Евреи има поише од бугари. Хрвати има. Хрвати сигурно, дефинитивно. Тие па од тоа генерали што станало од JNA па фамилии направиле. Има и мешани бракови со хрвати исто. Огромен број на хрвати имаме. Имаме унгарци во Македонија од Војводина што се селеле надоле, сум запознал и такви луѓе, и тие се сигурно 100-200, малтене со бугариве се јадат. Унгарци, нели, што живеат. Имаме се и грци имаме во Македонија, особено која почна у 90-ти рани 2000-ти бизниси да се отвараат у Македонија од страна на грци. Има многу грци во Македонија. Дај нив да ги ставиме. За поентава е да правиме еден толков циркус од држава и онака сме веќе циркус направени, да секој човек кој ќе посакал дека да се декларира дали бил бугарин, или е по потекло тоа, ние да треба да го ставиме во уставот за да може да оди да се вработи. Сигурно Кинези има поише од бугари. Да се сведе се на вработување во некоја државна институција според тие нели ранковни вработување. Што на крајот од денот, знаеш како Љупче, окей, ако сакаат да влезат бугарите во уставот, прво да видиме што се случува со
македонците во Бугарија и кога ќе влезат македонците во бугарскиот знаеш устав. како викаат, Бугарија била различно. Она била граѓанска држава и на детничките права гледала како на индивидуални Ако права. нека си го сменат уставот, нека ги внесат македонците, се може денеска да се направи, тогаш ќе ги внесеме ние бугарите. Мислам дека реципроцитет мора барем за некои прашања да постојат во оваа држава. Сега. Да, во право си. Како гледаш на новиот премиер Димитар Ковачевски? Така се викаше, мислам. Да. Па добро, сега... Не сме како Шведска, ја ова стално на сите им го зборам сега. Да, не си го знаеме Премиерот. По добро ќе видиме сега како има, претпоставам уште малце грес период што ќе направи, но од она што го гледаме на уште од изминатиот период, едноставно ги продолжи политиките на неговиот претходник на Зоран Заев. Вела дека Така да не верувам дека нешто драстично би било променето. Да речеме намалени кафови во јавност има. Тоа вака ќе го... мене тоа ми фали. Така? Во овие тешки времена ние Заев барем знаеше да не насме. Знаеш? Онак барем ќе лупне нешто. Генерално политиките на неговиот претходник ги продолжува и не очекувам нешто поразлично од него. од него тоа што беше. Да, но вела дека тргнал многу јако неговите, нели, добро, се Што подразбираат, не знам што тоа. Па и ова со минималнава плата што ја кажу, на 18.000 денари, дека тоа било историски поглед, иако тоа мислам дека некоја долгорочна стратегија е качување на минималната плата. Минималната плата се качуваше изминатите 15 години континуирано и платата и пензиите се качуваат, така да не е нешто ново, туку беше само еден лош пиар каде што прво нели го има пуштено битики да преговара со синдикатите. Синдикатите се под нивна контрола, па тие као глумеа. Па глумеа си одеше, Микал не дамо, Микал дамо. Да, си одеше демонстративно од пресконференција за подоцна новиот премиер, како се викаше? Ковачевски да искочи па да ги кренат рацете дека изгласале минимална плата, многу ефтин пиар е тоа. Така да тенденцијата на минималната плата качувањето беше со години постои, не е нешто ново. Да, но како ги бива за овој, како да го наречем, пиар, особено затоа што па измислија па и дека опозицијата не дава да се зголеми минималната плата, дека е против зголемување, ако не е така. Трајко Славевски тоа што го изнесе не е став на опозицијата, туку е негова експертски тоа си е личен став. Не личен став, тоа е експертски став. Да. И секој економист, Иван Шузунов го вика, истото е од СДСМ човекот, ама и он е експерт и он некако слично размислува како и него. Дека може да се најде дефект во системот, но сепак ова е политика и се искористи моментот да се каже дека опозицијата е против, што апсолутно него. Од друга страна ВМРО ДПМН гледам дека многу се фокусираше на градоначалниците кои ги освои и некако целата своја енергија ја вложува само кон тоа да покаже дека овие се добри за разлика од тие од СДСМ. Мислиш дека можеби тоа да е некој да представува ризик за опозицијата? Иако инклинираш кон таа страна и не е тајна, ти беше нели член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, но сметаш ли дека целата енергија што е вложена само на градоначалниците може да представува ризик за... Не, во овој момент сум ризик. Немаш, знаеш како градоначалниците, во сегашната поставеност на власта, градоначалниците се единственото нешто каде што ВМРО ДПМН може да прикаже на терен како се работи. И претпоставувам токму заради тоа најмногу притиска на таа карта. Да се сработи што повеќе и тоа што ќе биде сработено да се прикаже што повеќе во јавност. Бидејќи нема друг простор да докаже дека се различни. Да докаже дека се различни, дека знаат да сработат. И на тоа се должи всушност таа посветеност, како што велиш, кон локалната самоуправа и кон градоначалниците. Гледаме, сега например, објекти, настани, се што се продуцира е некако се е поврзано со локалната власт. Единствено тамо можат моментално институционално да покажат како знаат и умеат и што може да направат. На сите други места да речеме се опозиција, каде што треба борба. Така, од како опозиционер. Таму си власт во локална самоуправа, нешто можеш да направиш, имаш буџет, го правиш тоа и после се обидуваш да го презентираш пред јавноста. Да, но големи се и обструкциите кои градоначалниците на ВМРО ДПМН ги имаат од централната власт, затоа што сепак за жал, да.
Тоа е главниот проблем во Македонија, не само сега, и историски. Као да нема стратегија, ние сега гледаме, ово е од СДС, ќе му даеме пари за ова. Да, Ово е се од гледа од ВМРО, која нема. партија е, па колку може да биде успешен, а всушност не разбираат дека тоа што се работи за жителите на таа општина, а не за градоначалникот од која партија е. Сметаш ли дека во Македонија политичките партии општо треба малце да го изменат својот карактер? Например, се најобјективно, независно за сите станува зборува, особено кога се на власт, ама ја не сум чул дека некој од Данска се зачленил у партија за да го вработат. А во Македонија мора да признаеме дека минимум 80% од членовите се само за лична реализација во политички. Тоа ни е нас огромен хендикеп во сите политички партии, значи не И исклучувам во малите не исклучувам тука Во Демократски сојуз под идеологија да се зачнени значи нема луѓе кои се зачленуваат во партија за тотално за идеологија или за нека политика која ја пропагира таа партија, па со некаков идеал да влезе во незе, Можда- се гледа можда најтесно. Може да овие блага секта што се левица, може кај нив да се од идеологија евентуално, ама па многу малку членови имаат, тие се занемарливи, пошто мада сега више со централната, со тоа што они се веќе власт во некои општини како коалиција, мислам дека и они кај да ќе станат агенција за вработување. Повеќе гледате дека така одат кај нас нештата, навистина во партиите младината треба да се зачленува повеќе заради идеологија и нешто да постигне за општеството, да не го гледа, да не ја гледа како оскочна даска за некој вработување во администрација, да држи некој место и Ова ни е да се сведува иста тенденција и во се Србија и во Бугарија и во Македонија. Мислам, Тоа не е младите- заедничко. Балкански Тоа не е проблем, па заедничко, дури да. и Грција, па малку и некај Медитерани и Италија малце може да потфаќа овој проблем, но овој проблем не е само овде. Значи, да се разбереме, ама е многу голем проблем. Затоа што го кочи општеството и создава вакви дисторзии, градоначалникот ВМРО да не добие пари, пошто власта е во СДС и обратно. Ако се случува. Апсолутно, тоа мора да биде кога тогаш прекинато, да не отидеме на еволуција нагоре. Да се искорне тоа од политичкиот живот. Додека ти беше, нели, функционер, како да кажем, во ВМРО ДПМН, тие години, таа епоха да ја наречам, беше приметливо дека во политичките партии, во ВМРО ДПМН и во СДСМ членува многу млади луѓе повеќе од сега. Сега некако младиве како да ги избегнуваат партиите. Го имаш тоа чувство? Па, Како да не е атрактивно, не е шема да се биде... Не дека не е шема, да кажеме, туку мислам дека тие преломи што се случија последниве 5 години во политиката, ке многу млади мислам дека создава револт, разочарување од политичките партии. Особено кога почна оној пленум и кога младите влегоа со идеал да влезат, да сменат нешто во општеството. Брутално злоупотребени. Значи, она побрутална злоупотреба од една политичка партија со тие пленуми до сега нема видено во Македонија. И тука мислам се прекрши тоа ке младите да не гледат во политичките партии средство преку кој може нешто да се промени. Порано беше, како да ти кажам, модерно да си идеолошки да припаѓаш во нека политичка партија. Сега е деградирачки, кога ќе каже млад човек дека е активист на нека политичка партија. Србов, Тоа се должи ми последни 5 години. Јас во новинарството влегов баш во тие критични периоди, како да ги наречам, кога беа бомби и така. знам. А ти тогаш влезе во политика. Знаеш, во жижата тогаш стана на повисока функција во ВМРО ДПМН. Сакам да те прашам, која временска рамка треба да помине за да може таа современа историја да влезе во некоја рамка и за да може објективно да се соджака за наидните генерации да им биде појасно што се случувало. Затоа што ако следнеме сега ја и ти, и тука ако седнат Боријан Јовановски и како се вика и Павле Богоевски, седиме ние четворицата, ние за овие настани од 2014 кога почна таму 15-та бомбите до 2018-19 кога се смени името, ја и ти со нив двајца ќе имаме диаметрално спротивни ставови за тоа што се случило. Колкава временска рамка
И сега некој кој ќе ми каже историските настани, како они ги опишувале Александар како освојувал или Гоце Делчев шо бил, ја викам, ние не можеме да се договориме 2015 што се десило, а вие ми кажувате за пред 250 години. Историската дистанца оптимална е 30 години. Треба да поминат 30 години за тие настани да може научно да бидат опишани во некој научен труд, например. За 30 години таа да напишеш историската дистанца 20 до 30 години, која треба да помине за објективно да напишеш за тие настани што се случило, како се случило. Од научен аспект. Иначе претходно не можеш да пишеш. Од бомбите до промената на името, цел тој период се сите Ивана Туфекџич ќе влезе во историја, луѓе. Не ми се верува. Ки има мада и Дурловски влага во историја и Бетмен влага во историја. Да, тоа се историски настани. Да. Сето тоа историја ќе биде. Може еден ден улици ќе ама не знам сега кон кој ќе као ние ќе станеме, ова сакам да ти кажам за една паралела, сега малце сакам да правам многу паралели, иако тоа често не излегува баш така, но ние ќе станеме како црногорци сега што не можат да се договорат за бјелаши и зеленаши што правеле на тоа време кога било кралството, нели со крал Никола. Сега и ние така сме. Мене ме многу, ја викам чека бе луѓе, се не може за елементарни работи да не може да се разбереме зошто било ова вака или она. Нек ни се деси, како да ви кажам. Сега нема за да објективно ја објасниш ти ситуацијата, бидејќи ние сме живи сведоци и учесници. Победниците ја пишуваат историјата. Не, бидејќи сме живи сведоци и учесници во тие настани во тоа време, треба историска дистанца да помине за да може тоа да се објасни како што треба да се објасни. Ги замислувам некој идно ВМРО и некој иде на СДС за 30 години како прават историска комисија да се договорат за настаните. Навистина ќе биде трагедија како сега со Бугарија или со Македонија. Па да се надеваме дека нема да дојде до тако нешто внатре да преговараме. Зошто избега Груевски? Па кој ќе каже тоа, он избега ваков, беше тоа, правеше ова, правеше ова, вика не, он беше затворен, му го монтира процесот, лажни пресуди вадеа. Знаеш, тоа ќе биде навистина една голема историска папазијамија. Да се надеваме дека нема да има потреба внатре комисии да си правиме во државата и меѓу себе да преговараме. Па ние сме познати дека не можеме да се договориме. Се сеќавате кога беше Бранко на СДС председател, колку пати доаѓаат тие олеснувачи, па имаше лидерски средби. Па Заев стана председател по оној мачкарот, као се викаше, го донесува Ван Хојте. Па со ние стално нешто преговараме, така што и ова историско прашање за околу шарената револуција и бомбите, можеби на некои идни историчари ќе им биде. Па да има што да работат луѓето беше. Па да, ќе се покаже како една, ајде да не коментирам, треба нели овакво дистанца, или ќе се покаже како една преломна точка во поновата македонска историја, така, прилично неславна. Ама валјда нема да пише дека Зоран Заев was a Bulgarian Macedonian politician. Пошто како тргнале овие по ствари можеме, тоа е добра идеја. Сега баш ќе осменам на Википедија Заев, Зоран Заев у Bulgarian Macedonian да видам дали ќе ми пројде, ако се зажив. Они ни го зимаат Гоце Делчев, гратис 3 во едно им го даваме и Зоран Заев. Ти благодарам многу Србов за ова твое гостување, се надевам дека добро продискутиравме во утро. Одлично, ти благодарам на поканата. Почитувани слушатели, останете со 107,4. Денеска е 16 февруари 2022 година. Јас сум Љупчо Златев, главниот говорен уредник на Радио Лидер и уредник на оваа емисија. Техничката реализација на Горан Лазаровски и Димитар Митровски.